Добро утро, Јована, добро утро на сите. Ние сме нагости утрево кај прилепчанецот Владо Каравиловски и секако кај Љубо, двократниот светски шампион. Љубо е 4-годишен шарпланинец, не Прилепски е во моментов, меѓутоа тоа е македонската гордост, македонската горда раса. Шарпланинецот Љубо е двократен светски шампион. Годинава, значи од 9 август конкретно, по светската изложба или светскиот надпревар во Хелсинки, Финска, го носи називот, ја носи титулата Љубо двократен светски шампион, затоа што и лани во Загреб се закити со оваа титула. Владо Каравиловски со својот миленик Љубо се тука, да кажеме дека потекнува Љубо. Владо, добро утро. Од долга лоза шампиони. Да. Паметам, ние го снимавме пред 12 на години, да, чинам неговиот прадедо Дичо, кој беше светски шампион. Да. Па, како се стануваш светски шампион, како беше во Хелсинки? Значи, светски шампион се станува, прво треба да имаш добра комбинација на гени во кучето, да изгледа добро. Како што реков, тоа е сето наследно. На Расава работиме околу 20 на години. Во Хелсинки изложбата беше светско првенство, организирана по највисоки светски кинолошки стандарди, прекрасна организација. Времето прекрасно, за разлика од тука беше малку поладно, што му е во прилог на кучето и така. Како се Пропатувавме многу километри, но се исплатеше. Со автомобил? Да, со автомобил. Посебна гордост е. 6000 километри. 20 години одгледувате шампиони, би рекле шарпланинци, ама само шарпланинец. Да. Зошто, Владо? Бидејќи е наша македонска автохтона раса, љубовта ми пред се љубовта започна од надворешниот изглед, но потоа кога навлегов подлабоко во расата, кога го видов психичкиот склоп, за мене подобро куче нема. Зошто? Па не му треба некоја специјална обука како на некои раси. Нема проблеми, ја прв па се среќавам со Љубо, со домашните, со децата. Идеален е за домашен миленик, приврзан е со целото семејство. Не е многу деликатен во одгледувањето и така. Имате и легло, имате негови потомци, внуци. Да, ние имаме одгледувачница, моментално имаме околу 25 кучиња, 25-6. Имаме негови директни потомци, а имаме и внуци негови. Внуци и внуки се. Што треба дневно да се прави за Љубо да стигне до ваква шампионска титула? Значи, секојдневни прошетки, да ги наречеме те кондициони тренинзи, потоа треба, тоа е кинолошки израз, ринг дресура, за добро да се прикажува во рингот. Треба да биде социализиран, како што гледате, се однесува добро со луѓе. Треба да биде сталожен. Тоа е сето резултат на работа и труд. Так. Имаме ли ние добри одгледувачници, добро одгледуваме нашата автохтона раса, би рекле шарпланинецот? Да. Напоследно е повторно подем расата. Има и други добри одгледувачи за среќа. А и целта на учествувањето по вакви светски европски изложби е афирмација и популаризација на расата. Бидејќи оваа раса не е од најпопуларните во светот, се одгледува и во други земји, ама со се повеќе вакви учества, значи не само од моја страна и другите одгледувачи кои учествуваат, мислам дека ќе се стигне на едно повисоко ниво со расата. Како беше реакцијата таму на шарпланинецот, да речеме, велиш не е многу позната, меѓутоа се запознаваат веќе. Да. Каков е ставот, мислењето? Го гледаат со воодушевување. Заради грациозноста, заради големината. И сите се зачудени колку се добри, колку се социализирани. Да. Треба многу напор, многу тренинзи. Вие сте и ветеринар по професија, секогаш ще му прирака кога треба. За не дај Боже. Да. Напор, тренинзи, тоа е во резултат на љубов, така да. Ова е најголемото крзно на Љубо или? Не, ова е на пола крзно некаде. Значи, на зима ќе биде во зима малку. Рековте и дома го чувате, нема никаков проблем. Не, никаков проблем нема. Што понатаму? Тоа исто како да нема куче дома. Што понатаму? Па понатаму продолжуваме со изложби.
Сега има изложба во Охрид, 4 дена, меѓународна изложба пак, која ќе биде добро посетена од странски наши излагачи. И поканувам сите шапланинџи да се пријават и да се дружиме и таму. Ти благодарам, Владо. Благодарам и вас. Да благодарам, еве и на Љубо му благодариме, на вистина се дружевме и посакуваме уште многу успеси и многу работа. И на одвоеното време. Така, и секако се гледа и во последен момент приврзаноста меѓу вас, дефинитивно, на тој начин и се одјавуваме со оваа средба со двократниот светски шампион шарпланинецот Љубо и секако неговиот собственик Владо Каравиловски. Студио.